Трансплантацијата на органи и ткива во Македонија се одвива од 1995 година. Законот за трансплантација државата го наследила од бивша Југославија, а го дополнила со уште дополнителни 3 закони. Трансплантацијата на органи може да се направи од живи дарители и од починати. Според лекарите кои што секојдневно се соочуваат со оваа проблематика, кај нас трансплантацијата од починати дарители ретко се прави. Додека во светот благодарение на здравите органи кај починатиот дарител се спасуваат човечки животи. Де факто законот кај нас дозволува земање на здравите органи од починатиот дарител, но поради општеството во кое што живееме, секогаш се бара согласност од семејството. Знаејќи во каков амбиент ние живееме од аспект на традиција, религија, мултикултурализам и т.н. се договоривме ние и покрај тоа што таков закон постои кај нас, сепак фамилијата како или семејството како столб на микро системот кај нас, да сепак тоа има одреден најголем аспект и сепак без негова согласност да не се почне со одземање на органи и преседување на друг. Основниот импулс и на медицинарите и на сите што се бават со оваа работа, и на психолозите, и на сите останати, го даде папата Јован Павле II, која 2008 година на еден светски конгрес во Рим, кажа една сентенца која стана идеја водилја во светот на трансплантологијата, дека се што е вредно да спаси човечки живот, греф е да се закопа. Кај нас па и во светот бубрезите најмногу се трансплантираат бидејќи се парен органи може да се даруваат додека сте живи. Во Република Македонија веќе долги години со трансплантацијата се спасуваат по неколку животи или се подобрува животот на пациентите, но потребата за тоа е 10 пати поголема. За жал, многу пациенти кај кои дошло до трајно оштетување на одредени органи умираат или доживотно се лекуваат со тешки тераписки процедури.